Ковачевски и Мицковски на тајни средби, технички кабинет или моноетничка влада. Зарем политичар што дава таква изјава, дека ни 100 години може да не бидеме членка на Европска унија, зарем не се става самиот со таа изјава во антиевропскиот блок? Дали владеачката коалиција стана прибежиште и заштитник на криминалците? Претходно имавме прибежиште на криминалците. Сега имаме прибежиште на криминалците. Во врвот на раководството на ВМРО ДПМН имаме луѓе на кои што им застареа предмети. Како го доживувате или ги доживувате коментарите дека имаме дуизација на институциите? Меѓуетничка поделба и антиалбанска реторика. Знаат и Мицковски ВМРО ДПМН дека ќе бидат дебело поразени од еден таков концепт. Како по правило, пред избори со партиски кадри се пополнуваат амбарите во администрацијата и јавните фирми. Евалуирањето на административните службеници, претходно државни службеници, и тоа е уште една јавна тајна дека често пати се случува и однапред договорено, пишете си оценки, таа оценка немојте над, немојте под. Клиентелизмот е многу ефективен затоа што консолидира моќ, консолидира власт. Лошо образование, полуписмени кадри за еднината, учениците и наставниците како огледало на општествениот дебакл. Заминувањето на младите, одливот на мозоци во еден ваков долг временски период на ова што се случува во општеството е најсериозниот индикатор дека подолго време овде постојат структурни аномалии во општеството и во државата. Многу млади ја водат државата овие 30 години, а најмалку направија за младите. Гледајте Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.